Благодарам, колега Джафери. На кратко, по однос на овој предложен закон, кој што носи многу интересен наслов, опфаќа многу области. Пардон. Предлог закон за изменување и дополнување на законот за безбедност и здравје при работа. Јас би сакал овде да кажам, да отворам неколку теми кои што се однесуваат на примената на законите, па еве дури и да се овие закони за безбедност и здравје при работа. Како најскорешен пример би го земал примерот на господјата Виолета Колева, која што била вработена со 14 години стаж во општина Лозово. Приказната сите ја знаеме, повеќе или помалку, бидејќи доби медиумски размери, инаку не би ја знаеле. Сигурно има можеби уште многу такви, но очигледно е дека некои работи се дознаваат откако жртвите ќе се одлучат да проговорат за некој медиум, па да дознаеме што значи за нив безбедност при работа. Господјата Виолета Колева, која што долго време била вработена во општина Лозово, била предмет на класично тормозење и мобинг, на притисок од страна на градоначалникот. Имаше и судски пресуди во врска со овој случај, потоа се обзнани уште еден случај на уште една незина вработена колешка. И гледаме дека некои градоначалници, за жал, кон своите вработени, наместо градоначалниците да служат за пример како се применуваат законите за безбедност при работа и друго, градоначалниците ја загрозуваат безбедноста на нивните вработени на работното место. И овде имаме загрозување на безбедноста на вработената жена во општина Лозово по две основи. Едната основа е нормално финансиска, приходна. Ако на некого намерно му се настрвите и вашата цел како градоначалник е да го избркате од работа и да правите секакви обиди, трикови, малтретирања, мобинг за да стигнете до таа цел, го загрозувате финансиски. Видовме дека била вработена со пониско образование, веројатно и со пониски приходи, и ја загрозува на тој начин незината кариера и незиното финансиска независност, или барем она минимум што го имала од финансиска независност до тогаш. А исто така градоначалникот на Лозово со малтретирањето на оваа вработена во општина Лозово ја загрозува неа и психички и душевно со самото тоа што малтретирањето трае долго. Таа се гледа дека била во подредена положба, тој има подобри конекции со естаблишментот, со власта, со судовите, со другите вработени, кои што може да ги насочи на лажно сведочење, за разлика од неа која што е на пониско ниво во самите рамки на локалната самоуправа. И затоа сметам дека додека власта оди со, повторно ќе кажам, вакви споредни закони по кратка постапка, по скратена постапка, кои што носат големи наслови, за жал ја пропуштаме поголемата слика од тие наслови да видиме како се применуваат овие закони за безбедност при работа. И сметам дека дури и во државните институции, што би требало да се некое ниво посовесни во исполнувањето на овие законски норми и конкретно во општина Лозово, гледаме дека нема ни за вработените безбедност за нивната работа, за нивното работно место, за нивниот финансиски или личен интегритет, што сметам дека остава црна дамка на самото владење на правото во Република Македонија, но исто така и кон довербата на граѓаните во институциите и во локалната самоуправа. Вториот пример за загрозувањето на безбедноста во општините беше уште поеклатантен и тој е познатиот случај на градоначалникот Курто Дудуш, кој што
2016-17 година држеше и трибини со граѓани во општина Шутово Ризари, каде што ги советуваше: извадете членска на СДСМ, таа ќе ви послужи утре за побрзо да стигнете на лекар, да добиете социјална помош, да добиете стипендија, да ви се скине некој сообраќаен прекршок или казна и така натаму и така натаму. Уште тогаш како опозиција предупредувавме дека таквото однесување на тогаш пратеникот, господинот Курто Дудуш, не е совесно и дека во неговото однесување лежат многу ризици, но сето тоа тие укажувања беа земени како критики дадени од опозицијата колку за нешто да се рече. Но последниве случаи поврзани со општината Шутово Ризари покажаа дека навистина кај господинот Курто Дудуш, кој што е високо рангиран во владеачката партија, постојат такви тенденции за злоупотреба на положбата која што има, за примена на насилство, и истата беше направена во просториите на општината кон негов сограѓанин, господинот Сеат Јашар. Она што го слушнавме од аудиоснимките кои што на почетокот градоначалникот ги негираше, беше дека господинот Јашар не зборел добри работи за градоначалникот Курто Дудуш и затоа беше лишен од слобода бесправно, што е недозволиво, и беше тепан во канцеларијата на градоначалникот. И ние имаме сега двајца градоначалници, едниот на Лозово, другиот на Шутово Ризари, кои се два големи примери за тоа како не треба да се однесува еден предпоставен на работно место, два примери како се злоупотребува власта, силата, моќта и како насилството има предност пред безбедноста на работното место за некого. За на крајот, цела оваа пародија да заврши со тоа што судот, за кој што сите ние кажуваме дека треба прочистување, треба ветинг, треба доследна примена на законите, треба судиите да се посовесни, треба да се баш токму избраните именувани функционери да послужат како пример дека нема селективна правда и да се покаже можеби поголема строгост. Гледаме дека судот го опомена господинот Курто Дудуш зошто го натепал неговиот сограѓанин Сеат Јашар и зошто бесправно го лишил од слобода во просториите на општина Шутово Ризари, каде што го заклучил и го тепал. Тоа е навистина срамота, не само за општината Шутово Ризари. Ние утре ќе разговараме и за Советот на Европската Унија, повторно ќе разговараме за Меркел, за Макрон, за улогата и ставот на Холандија, на Данска кон Македонија. Но сите овие примери што се случуваат во нашата држава, за жал, многу доследно и дисциплинирано се пренесуваат преку дипломатските представници кои што се тука во земјата до земјите членки на Европската Унија и утре ни еден добар говор на министерот за надворешни работи, на министерот за евроинтеграција или некој друг не може да ги покрие ваквите фалинки на системот. Затоа сметам дека власта треба повеќе да се занимава со крупните недостатоци во сопствените редови, со примената на насилство, сила и злоупотреба на положбата и на моќта и на статусот на било кој избран или именуван функционер, посебно во единиците на локалната самоуправа, затоа што гледаме дека страдаат живи, конкретни луѓе кои што немаат толку ресурси да си помогнат себе си колку што можеби некој пратеник, министер, градоначалник или премиер има или може да има доколку се најде во слична ситуација. Но затоа, почитувани колеги, сметам дека ако денес била некоја вработена загрозена и малтретирана во општината Лозово, или ако пред некое време бил некој граѓанин на Шутово Ризари претепан во канцелариите на општината на Шутово Ризари од градоначалникот, утре тоа може да биде некој наш близок, некој наш познат и некој човек за кого навистина и лично ќе ни значи, но ако не реагираме во овие ситуации каде што еден насилник градоначалник наместо да биде казнет, добива судска опомена, како ова да е 2 минути исклучување на ракомет, наместо да добие сериозна санкција и да се покаже дека има владење на правото и да се повлече од самата позиција да си даде оставка, тогаш нема и во иднина да дадеме добри лекции за било кој
идни избрани или именувани функционери кои се склони да го злоупотребат статусот, положбата и да применат насилство и со тоа вработените да ги доведат во небезбедност на самите работни места. Ќе носиме убави закони, ќе ги изгласуваме, ќе ги усогласуваме со европска регулатива, со македонска, со Советна Европа, но ако примената не е добра и ако судовите не се категорични, тогаш мислам дека сето ова ќе биде само една залудна мака. Благодарам многу. Благодарам. Реплика пратеничка до Шахпаска Јагода.